Во ова издание, САД, администрацијата на председателот Трамп се фокусира кон олеснување на рестриктивните мерки кон сојузните држави и реотварање делови од економијата. Свет, јавниот транспорт во Париз од денеска отворен, но и натаму ограничување за патување. Повик до САД да ги ублажат санкциите кон Иран, Венецуела и Северна Кореја, но поддржувачите на председателот со резерви за олеснување на санкции спрема авторитарни влади. Останете со нас. Добро вечер, јас сум Јане Бојаджиевски од Вашингтон. Ова е гласот на Америка на македонски. Двајца македонци со изум што уништува 99,9% од бактериите во просториите. За ова подоцна во емисијата на почеток, вестите на денот. Администрацијата на председателот Доналд Трамп останува фокусирана на сојузните држави и на нивното олеснување на мерките за социјално дистанцирање, додека истовремено се справува со заразени со коронавирус меѓу вработените во Белата куќа. Најмалку двајца се позитивни: лицето задолжено за лични услуги на председателот и портпаролката на подпредседателот. Ако поради пандемијата големите настани бидат откажани летово, може да бидат исто така погодени и американските политички конвенции. Наместо 4-дневен фестивал кој вообичаено ги полни спортските арени, виртуелна конвенција би поврзала илјадници делегати од сите 50 држави и американски територии за да гласаат за се, од правилата на политичката партија до изборот кој ќе се кандидира за председател, а сето тоа би се одвивало на виртуелна платформа. Јавниот транспорт е повторно отворен во Франција со некои рестрикции во сила, особено за патување. Иако бројни мерки за социјално дистанцирање воведени на 17 март се укинати, состојбата на терен повторно ќе се разгледува на почетокот од јуни. Во меѓувреме од граѓаните се бара носење заштитни маски при користење на јавниот транспорт. Организации за заштита на човековите права, дипломати ги повикаа Соединетите американски држави да ги укинат санкциите кон Северна Кореја, Иран и Венецуела, за да им се овозможи медицинска опрема и храна на погодените од пандемијата COVID-19. Брајан Падем има повеќе. Иран го лансираше првиот воен сателит во април, во средина на пандемијата, што предизвика двопартиска поддршка во представничкиот дом на САД за продолжување на санкциите против вооружување на Иран. Сепак има бројни повици за олеснување на некои трговски и финансиски рестрикции што го спречуваат Иран да увезе клучни лекови и медицинска опрема. Оваа држава има едни од најголемите цифри на заразени со коронавирус на Блискиот Исток. Го гледам ова како морална обврска на државите кои воведуваат санкции да ги минимизираат последиците врз цивилното население. Венецуела се соочуваше со недостиг на храна и лекови и пред САД да воведат санкции кон нивната нафтена индустрија со цел да го ослабнат режимот на лидерот Николас Мадуро. Пандемијата на коронавирус ја направи ситуацијата во Венецуела уште полоша, со глобалниот пад на цените на нафтата, што представува главен економски извор на оваа држава. Стейт департментот на САД понуди да се олеснат некои од санкциите, ако Венецуела формира преодна влада без Мадуро. Но Каракас ја отфрли понудата на САД, а Мадуро сигнализираше дека би можел да ги откаже изборите в година како резултат на пандемијата. За Северна Кореја, иако Пјонкјанг тврди дека нема ниту еден случај на коронавирус, останува загриженоста дека пандемијата се одразува врз снабдувањето со храна во оваа држава. Активистите за строги санкции против нуклеарно вооружување на Северна Кореја велат дека испраќање помош за справување со пандемијата ќе им дозволи на авторитарните влади да трошат повеќе ресурси на оружје и нелегални активности. Ако за време на вирусот нашите санкции наметнат промена на однесувањето, така што режимот почне да троши пари на својот народ и на борбата против коронавирусот, тогаш тоа е добар резултат за САД и за нашата национална безбедност. И додека пандемијата може би ги ослабна американските непријатели, Вашингтон е под притисок на групите за заштита на човекови права, кои бараат да се балансира меѓу потребата од санкции кон авторитарните лидери и зголемените хуманитарни потреби на граѓаните кои живеат под овие режими. Потикнати од пандемијата со коронавирусот, двајца македонци стојат зад изумот наречен Увигард, кој уништува 99,9% од бактериите во просториите. Мики Трајковски има повеќе.
Потикнати од актуелната состојба поврзана со пандемијата на коронавирусот, двајца млади луѓе од Свети Николе, град во источниот дел на Македонија, конструирале уред кој може да има, велат, ефикасна примена во борбата против COVID-19. Со негова помош може да се направи комплетна дезинфекција на одреден простор и со тоа да се уништат и до 99,9% од бактериите. Во уредот вградивме силни UV лампи кои се користат исклучиво за медицински цели. Овој уред има неколку предности. Зрачи 360 степени во просторијата, има резервно напојување и батерии, кои може да се полнат и додека не се користи и при употреба, па може да оперира и во просторија кај што нема електрична инсталација, се управува од далечина, а со тоа го заштитува лицето кое оперира со уредот. Никола додава дека овој уред на кој му го дали името UV Guard представува збир од неколку технологии кои го прават едноставен за ракување. Површината која може да се дезинфицира од една позиција е околу 50 метри квадратни. Предноста на UVC за како текстил, нерамни површини, недостапни места, како и воздухот наоколу. Секојдневно се контактирани од приватни компании, банки, здравствени ординации и општини кои сакале да го поседуваат. Затоа велат дека го развиваат концептот 1+1. А што значи тоа? И со таа цел ќе го изработуваме UV Guard по набавна цена на деловите, но компаниите ги обврзуваме да купат уште еден по иста цена, кој исто така ќе се донира во некоја од здравствените институции и на тој начин сите ќе добијат заштита. Првите примероци веќе ги поседуваат здравствениот дом во нивниот град, како инфективната клиника во Скопје, работат на 6 нови уреди наменети за здравствени установи. Нема да застанеме овде и ќе направиме се што е во наша моќ сите здравствени институции да бидат покриени со UV Guard уреди. Уредот успеле да го состават за само неколку дена и е прв ваков на Балканот, но за негово масовно производство велат дека се уште прават планови. Доколку има потреба, истиот ќе биде технолошки унапреден и роботизиран. Од Охридска, Гласот на Америка, Мики Трајковски. За крај на News Flash, иако некои сојузни држави во САД најавија или ги реотворија своите економии, жителите со празнично расположение. Тешко е да се каже за која сезона станува збор од овие декорации. Дали се работи за Великден, Божич или за Денот на благодарноста. Се разбира ниту за еден од нив, но за Лери Волф ова е начин да се помине карантинот. Сакам на некој начин да ги развеселам граѓаните. Време е сите да направиме нешто позитивно и среќно. На едно место ставаме декорации од сите празници. Тиквата Мики Маус носи маска затоа што и сите во Лос Анџелес задолжително мора да носат маски овие денови, со цел да се заштитат себе си и другите од вирусот. Соседите на Лери се насмевнуваат кога поминуваат покрај неговата куќа за време на ретките прошетки во соседството. Тие се благодарни што овој добронамерен потек им го одзема вниманието, барем за кусо. Ова е начин да се порача. Ве сакаме. Сите заедно сме во ова. Божитните светилки го символизираат крајот на карантинот, брзо ширејќи се онлайн под хаштагот Lights for Life. Сите имаме сеќавање од детството. Божикните светилки носат радост и среќа и мир за луѓето во ова тешко време. Чарли Баерс живее во Канзас и прави анимирано шоу со божитни светилки со години. За време на карантинот нуди часови онлайн за тоа како да се направат фигури од светилки. И тој ја декорирал неговата куќа со светилки во многу бои. Вели дека така полесно се живее во карантин. Опуштете се и дишете длабоко. Само помислите на божикните светилки и што тие представуваат. Да се крене расположението во тешки времиња и да им се помогне на луѓето да сватат дека и ова ќе помине. Го гледавте News Flash, јас сум Јане Бојаджиевски од Вашингтон. Следете не преку социјалните медиуми. Пријатна вечер.